Не постојат големи и мали операции, тешки и лесни пациенти. Секој има своја приказна и судбина. Токму затоа, тој на секој пациент приоѓа со многу разбирање. Во погледот има надеж. Негова специјалност е ортопедијата, а медицината е традиција во неговото семејство. Добро утро, овој понеделник му посакувам на доктор Виктор Камнар. Добро утро, докторе. Нов понеделник, нова работна недела пред нас. Како е утринава? Одлично, благодарам и се чувствувам многу пријатно во ваше друштво и благодарам на поканата. Јас кажав, ортопедијата е ваша животна определба. Вие сте ортопедски хирург, поточно ревизиски ортопедски хирург. Помагате на пациенти со тешки деформации телесни, на пациенти со трауми, болести на крлицата, на колената, на зглобовите, на надлактици. Зашто најчесто ви се обраќаат пациентите? Го кажавте, мојот живот е повеќе медицината, а субспецијалноста е ортопедската хирургија. Со тоа што ортопедската хирургија или ортопедијата генерално представува една многу широка гранка или широка дисциплина на медицината и на хирургијата воопшто и си има своји субспецијалности. Една од тие така наречени големи или комплексни оперативни постапки во ортопедијата представуваат токму тие ревизиски процедури, односно тоа се реоперативни процедури, што се случуваат кај огромен број на индикации, односно причини за настанување на истите. Меѓу другите се тие така наречени ревизиски операции на големите зглобови. Тука пред се ги спомнам колковите, колената, комплексни операции кои што ги поврзуваат тие два зглоба, рамениот зглоб и било кој друг зглоб во човечкото тело, а како причина за таков тип на операции се најчесто претходно имплантирани, односно вградени зглобови, тоа се генерално вештачки зглобови, кои што имаат биокомпатибилитет, односно способност во човечкиот организам да преземат улогата и функцијата, како и анатомскиот сегмент, токму на природниот зглоб претходно. Тие дотрајуваат, може да се оштетат како резултат на некаква форма на траума или некое хронично заболување и токму тука на сцена доаѓаат ревизиските операции. Никој на лекар не оди заради прошетка, секој се обраќа кај доктор заради некој проблем. За вас велат дека имате посебен однос кон секој пациент, токму затоа ве сакаат пациентите. Знаете што на самиот почеток добив еден убав совет и тоа го добив советот од човекот кој што многу го ценев и во најголем дел пред се го сакав. Во најголем дел во струката научив покрај стручниот дел и онај дел за животот од него. Знаете, тоа убаво го спомнавте, ниеден на доктор не оди или во болница не оди за да се прошета. Има толку многу убави места што можете да ги прошета во текот на денот. Во болница се оди затоа што се мора. Тоа е првата работа. Не можам никако да се на некој начин тргнам на страна од емпатичниот однос према луѓето и гледам да бидам крајно селективен во однос на тоа како треба да се пристапи во делот на понатамошниот здравствен менеджмент кон пациентот, пред се заради тоа што немате право многу на грешка и немате право многу на импровизација. Тоа се во принцип главните работи. Иако во медицината важи едно правило, вика 2 и 2 никогаш не се 4. И токму заради тоа, тој професионален однос и тој емпатичен однос човек мора да го има, но само на ниво на висок професионализам. Експлантација на коскена срцевина, што ја направивте лани, е револуциониран чекор. Знаете како, тоа е експлантација на коскено ткиво, односно коската како орган. Инаку тој процес се започнат многу одамна и тука би бил многу некоректен доколку не го спомнам во најкратки црти историјатот на сето. Започнате на Универзитетската клиника за ортопедски болести, започнате негде средината на минатиот век. Благодарение на ентузијазмот на тие професори, наши учители, значи што практично плеки ние понатаму го продолживме тој процес. Тоа беше процес на замена на оштетено, дали е тоа трауматски, туморски или како резултат на некакви дегенеративни промени коскено ткиво, да се замени со коскено ткиво кое што се добива од некаков друг дарител. Велам некаков, за да не бидам погрешно сватен, значи тоа може да биде и жив дарител, а може да биде и за жал починат дарител. Тој процес траеше низ годините во однос на делот на биолошките постапки кои што треба да бидат запазени во меѓувреме,
асептични и антисептични услови на нивно зимање, чување, се чуваат на специјални услови, значи тие специјални услови значи длабоко смрзнување, лиофилизација и така натаму, тоа се стручни термини кои што ние ги користиме, со тоа што тоа ткиво понатаму во зависност од геометријата на коската, во зависност од анатомијата на коската и биолошката компатибилност се вградува токму тамо каде што е потребно. Има една лоша особина сето тоа, бидејќи има недостаток, односно мала количина на коска која што вие можете да ја преземете. Во 2009 година јас подолго време работев на еден проект кој што се викаше токму тој тип имплантација, односно вградување на коскено ткиво кој што е од жив дарител. Понатаму следеше еден друг процес, тоа беше процесот на така наречената кадаверична трансплантација, кој што благодарение, морам да го спомнам тоа, благодарение на ентузијазмот и на председателот на комисијата на државно ниво за генерално за трансплантација и експлантација на органи, ние влеговме како дел на токму на тој процес и во делот на кадаверична трансплантација да може да се добие поголема количина на коски, односно коскено ткиво, кое што поминува низ истиот тој процес кој што го спомнав и потоа го се имплантира, односно поставува во човечкиот организам. И за едно мало појаснување, коската генерално не се трансплантира, него тоа се вика он ле имплантира или градува, бидејќи тоа не се васкуларни графтови, тие не се поврзани со крвни садови, туку тука поминуваат низ еден друг процес, тоа е процес кој што е микроцелуларен, значи на микрониво, на клеточно ниво и се создава една форма на решетка, калциумова решетка, на која што се понатаму надополнуваат клетките од преку циркулацијата и се вградува тоа недостаточно ткиво кога ќе го замениме на нормалната коска и тука доаѓа до прв план таа така нареченост магичност на коската, бидејќи таа зараснува без цикатрикс, односно да го преведам без лузна. Значи коската добива еден континуитет кој што е многу важен, на тој начин се добива еден биолошки сегмент кој што има и динамичен и статичен стабилитет. Медицината е традиција во вашето семејство. Тоа што сте син на доктор Јордан Камнар, врвен експерт во областа во која и вие сега суверено владеете, дали е тоа привилегија, препрека, предизвик и кој е најдобриот совет што татко би го дал? Бидам искрен, на самиот почеток најголемиот проблем го имав јас, затоа што не сакаше ни да слушне да влезам во светот на ортопедијата. Можам да го разберам од оваа перспектива, апсолутно, меѓутоа добро, тоа е веројатно нормално бидејќи тоа е родителски и татковски начин на размислување, бидејќи ова е професија како во една цела медицина, меѓутоа и ова со многу тешки предизвици во секојдневието и многу тежок генерално животот кога одберете како ваша животна професија. Дали е привилегија? Од овој аспект гледано, да. Од овој аспект гледано, да, тоа е апсолутна привилегија, бидејќи можев од него да научам многу работи, не само за ортопедијата, но генерално и за животот. Кој е доктор Камнар кога ќе го соблече белиот мантил? Што е она што за вас не знаеме? Имате некое хоби? Сакате спорт? Подготвувајќи се за овој разговор, разбрав дека сакате и да читате и дека сте влюбеник во филмот, филмаџија. Јас сум еден многу ординарен човек, да не кажам во хиерархијата на поставеност во моето семејство, ако би требало да бидам негде во врвот, јас сум на дното, значи на мене ми даваат сугестии од син ми најмалиот до ќерка ми, да не зборувам за сопругата, значи многу ординарен, обичен човек кој што сака многу да се дружам со луѓе, а релаксацијата генерално ја гледам во спортот. Порано бев малце повеќе ангажиран околу спортски активности кои што се на повисоки лимити, сега гледам тоа да биде последниве години повеќе на пешачење, меѓутоа тоа пешачење е долго пешачење. Да ви откријам нешто, сега околу последниот викенд, значи на дневно ниво, едниот ден беше 16 км, другиот 20, нешто што крајно ме релаксира. Она што го правам цел живот и никако да прекинам да го правам, тоа ми е читањето, се тоа што менувам малку, или на некој начин во одредени периоди почнувам да се навраќам на нешто што сум го подзаборавил, како на пример, не знам, руските класици ги фатив пред последнава година и француските, не знам зошто, едноставно сум ги подзаборавил, ми беше интересно да се вратам малку на нив, а инаку сум повеќе во последниве години љубител на таа така наречена помодерна литература. Во основа сум филмоман, познат по тоа, значи тоа е секој ден по еден филм, а во делот на музиката да.
ќе ви кажам една работа, јас сум голем влюбеник во македонската народна музика, бидејќи сметам не само на лично, туку и на колективно ниво остава огромен печаток во делот и на културното наследство од една страна, меѓутоа и на културниот идентитет на еден народ и на еден поединец. И со тоа сум скоро секој ден, ако сум растен со таа поп-рок музика, тоа се од 80-тите години, кои што секогаш ми будат едни позитивни енграми на мене и уживам да ги слушам. Од каде црпите енергија за денот пред вас? Како изгледа еден ден на доктор Камнар? Како еден ден да се биде во вашите чевли? Едноставно е тоа. Прво, најголемата мотивација ми се, морам одма да признам и тоа без лажна скромност, но ми е семејството, нешто кој што ми е најважно, дури уште од самиот почеток на денот. Некој денот ми започнува многу едноставно. Станувам многу рано, првото кафе го пијам на клиника, бидејќи меѓу првите доаѓам, пред да се утијам 30 минути пред да почне состанокот, го пијам тоа кафе и размислувам како понатаму ќе го истерам денот. А денот генерално ми завршува веќе во, да не кажам, која веќе се стемнува, без разлика дали е тоа зимен или летен период, заради обврските кои што постојат. Доктор Камнар, посакувам со истиот жар, љубов и посветеност да си ја вршите и натаму вашата работа, пациентите да ви веруваат, колегите да ве почитуваат, а ние да бидеме привилегирани да ни бидете секогаш гостин и соговорник во Македонија наутро. Благодарам на вас.